Тврдината Маркови кули, или кај граѓаните на Прилеп попозната како Маркукуле, представува остаток од средновековен град на кралот Волкашин и неговиот син, крале Марко, последниот крал кој владеел со поголем дел од Македонија пред вековната власт на османлиите. Големата тврдина се издигнува над Прилеп, еден од најстарите градови во Македонија, и се наоѓа на 120 до 180 метарски рид од вулканско потекло, кој изобилува со многу несекојдневни карпи, кои според својот облик кај жителите добиле и свое име. Тврдината го обвиткува градот од северната страна и во себе носи огромна историја, зашто говорат големиот број пронајдени археолошки остатоци и гробници кои датираат дури од античко време, од тогашната населба Керамија, старото име на Прилеп. Современите геохронолошки испитувања покажуваат дека овој масив, чиј што простор го сочинуваат импозантни грамади кои се простираат во две низи, север-северозапад и југ-југоисток, постои цели 700 милиони години. Двете низи грамади се поврзани со највисоките врвови од северниот дел Златоврв 1422 метри и Липа 1392 метри надморска височина. Тоа се тврдините во кои царот Самуил ги пречекал своите 14.000 ослепени војници. Тоа се истите тврдини кои во времето пак на кралот Волкашин го оградувале главниот град во тоа време во Македонија. За време на владењето на кралот Марко, по кого тврдините се именувани, истите биле последната пречка која ја спречувале османлиската опсада во 1385 година и кои после Маричката битка во 1371 година ја гарантирале единствената независна територија во однос на османлиската држава. И по смртта на кралот Марко во 1395 година, тврдините остануваат да говорат за неговата тактичност и државничка мудрост. Карпите што го сочинуваат ова кале се вистинско ремек дело на природата. Прекрасните грандиозни карпи во различни форми, лоцирани на височинки и мали платоа, даваат чувство дека во секој момент можат да се придвижат. Една од нив е карпата во форма на слон, која претендира да биде заштитена од УНЕСКО. Висока е 8 метри, широка 5 метри, а од тоа место Прилеп се гледа како на дланка. Се верува дека истата низ времето служела за одржување на религиозни обреди, зашто говорат многуте гробници пронајдени во непосредна близина. Денешен Прилеп и Марковите кули се несомнено две истории испреплетени помеѓу себе, кои говорат една за друга. Две приказни кои се надополнуваат помеѓу себе и сведочат за непокорот тогаш и денес, за челичната волја која постои на овие простори. Кулите се препознатлив белег за Прилеп, монумент кој доколку го немаше, ќе не достигаше еден огромен дел од историјата за Прилеп и Македонија. Ќе немаше што да се пее и раскажува, за што да пренесуваат легенди и преданија за магијата на древниот Рид. А за тоа како Прилеп го добил името, постојат две преданија. Едното вели дека кога луѓето почнале да се населуваат во подножјето на Маркови кули
ги лепеле своите куќи до кулите и потоа се формирала прво населба, а потоа и град, кој бил наречен Прилеп. Второто предание пак вели дека луѓето што се населиле овде правеле многу леп, па местото се прочуло како прилепно место, место каде што се прави леп. Блаже Конески пак, кој е роден во прилепското село Небрегово, знаел да каже дека Прилеп го добил името од личните имиња Прилепка и Прилепа. Во населбата тогаш постоеле 77 цркви, на секоја фамилија по една. Денес се зачувани дел од нив, и тоа црквите Свети Димитрија, која некогаш била и соборен храм на Стариот Прилеп, црквата Свети Петар и Павле, Свети Атанаси, како и најстарата црква Свети Никола, која датира од 1298 година. Најголем зачуван објект од тоа време е манастирот Свети Архангел Михаил, кој уште се нарекува и градски манастир, како и древниот манастир Трескавец. Сите овие монументални изданија го прават Прилеп богат со туристички потенцијал и број 1 дестинација во поглед на манастирскиот туризам. Манастирот Трескавец е еден од најстарите манастири. Тоа всушност го покажува и самата архитектура на црквата, која од страните има отвори, нешто што отсуствува во црквите од поновите христијански времиња. Оваа архитектура го негира мислењето дека манастирот бил правен во времето на царот Душан. Според тоа, Трескавец би требало да датира од првите христијански времиња. Преданието на местното население вели дека црквата во Трескавец е изградена пред сите светогорски манастири. Пред многу векови во манастирот живееле околу 300 монаси. Една царска ќерка по име Каламарија, од родители христијани, тргнала да оди во Светагора, за да пости и да се причести. Светогорските калуѓери не и дозволиле да влезе, откако ја убедиле дека во Света гора не стапнува никакво женско суштество. Оттаму Каламарија тргнала за Прилеп и застанала во селото Дабница, кое лежи во подножието на планината врз која се наоѓа Трескавец. Од тоа село, таа испратила барање до игуменот на манастирот, дека дошла специјално да го посети манастирот во кој сака да пости и да се причести. Игуменот ја одговорил дека не може да ја дозволи на жена нехристијанка да живее, да пости и да се причестува во манастирот. Царицата, откако 3 пати ја повторила молбата, се ја досала и заповедала да го нападнат и разурнат манастирот, а монасите да ги погубат заедно со сите манастирски луѓе. Заповедта била исполнета. Од целото здание останала неповредена само црквата и јужниот дел од келиите кои стојат и до ден денес. Целиот манастир во тоа време бил заобиколен со тврдини, од кои остатоци и денес се гледаат. Од мршите и крвта на истепаните луѓе се создало некакво си чудно животно, кој го јадел секој кој одел во манастирот. Од таа причина, тој манастир цели 200 години стоел пуст. Еден ден се случила и ужасна бура и силен грмеш. Грмотевицата паднала на црквата, а сведоци на тоа биле овчарите кои во близина си ги паселе своите стада. Неколку дена подоцна, околу манастирот се почувствувала грозна смрдеја. Се забележале овчарски кучиња да излегуваат од манастирот со окрвавени муцки. Некои посмели овчари влегле во црквата и во олтарот го виделе чудното животно, мртво и легнато на земјата. Грмотевицата го удрила и во истото време се образувала и една пукнатина врз северните олтарни ѕидови на црквата. Таа пукнатина е видлива и денес. Од тогаш, манастирот кој дотогаш се викал Златоврски манастир, го носи името Трескавец.
Овчарите кои го виделе убиеното чудовиште му раскажале на народот кој се зафатил и за скоро време го обновил манастирот. Монашкото братство веќе не се основало, а манастирот и имотот биле управувани од игумени, поставени од владиците, а во сегашно време од Прилепската општина. Според преданието во старите христијански времиња, Трескавец бил многу богат. Поседувал огромни недвижни имоти, чифлици, цели села, многу воденици, цели чаршии во Цариград, Солун, Битола и Прилеп. Сите тие имоти, според раскажувањето, биле запишани на зајачка кожа, запечатена со царски печати. Црквата со Трескавечкиот манастир е со 5 кубиња. Секое во внатрешноста представува посебно одделение. 4 одделенија се од страните. Тие покажуваат дека тој храм е правен многу порано од Душановото или Урошовото време. Југозападното одделение е целосно зазидано. Оставен му е само еден прозорец. Легендата вели дека во тоа одделение се венчал некој си цар. Според истото предание, во старо време обичај било да се зазидуваат влезовите, каде што се венчаваат царевите за друг прост смртник да не стапнува таму. Народното предание недвосмислено ни говори дека самото име на манастирот, Трескавец, представува еден од атрибутите со кој се изразува митолошкиот громовник кој со христијанизацијата се олицетворува во ликот на пророкот Илија. На тоа упатува појавата на светецот во вид на светлина, и тоа точно пред празникот на најпочитуваниот огнен светец, громовникот Свети Илија. Врската на самата местоположба на манастирот со трескањето на громовникот ја забележала и народната метеорологија на опитните варошани, земјоделци и сточари, кои доколку се појават темни облаци од страната на Златоврв, велат: еве го иди Свети Илија, сигурно ќе грми и треска. Идентично предание запишал и Марко Цепенков, во кое уште посликовито е опишан моментот на раѓањето на злото, инкарнирано во ликот на ѕверот. Областа Мариово зафаќа вкупна површина од 1038 км квадратни или 4% од вкупната територија на Република Македонија, со надморска височина која се движи помеѓу 700 и 2362 метри, или во просек некаде околу 1090 метри. Областа Мариово се наоѓа во крајниот јужен дел на Република Македонија. Најпознатата и најраспространета е легендата за потеклото на името во која се вели дека некој турски бек сакал да ја земе за жена во својот харем преубавата девојка Марија од овој крај. По долгите одбивања, Марија сепак се согласила да оди во харемот на бегот, но под услов во целиот крај да не се врши потурчување, да не се населуваат турци и да не се градат џамии. Договорот бил испочитуван и целиот крај бил спасен од насилните потурчувања и зулуми. Во знак на благодарност, населението во чест на убавата Марија која го спасила целиот крај, го добило името Мариово. Меѓу населението е позната уште една слична легенда, која вели дека името на Мариово потекнува од неговата владетелка Марија, Мара, која се поврзува и со онаа легенда за настанокот на манастирот Трескавец. Имено, во овој крај живеела Марија која била прочуена по својата убавина, заради што султанот Мурат ја зел за жена, додека една друга верзија вели по сестрима во дворецот. Меѓутоа, девојката која турците ја викале Кала Мара или Тамар Мара не сакала да се потурчи и покрај нивните настојувања таа продолжила да си ја исповеда христијанската вера. Поради ова, со цел да ги смири духовните поглавари, султанот бил приморан да ја тргне Мара од својот двор, а бидејќи ја сакал и почитувал, и предложил да се врати во својот роден крај и со него да управува, на што таа се сложила. На пат за Мариово,
Таа се задржала извесно време во манастирот Трескавец, каде што изразила желба да се замонаши, што пак не и било дозволено од свештениците кои ја сметале за грешна душа и престапничка. Таа многу се налутила и дала заповед да се запали манастирот, пошто го продолжила патот за Мариово каде се населила во селото Витолиште, во мирна земја, останувајќи и владејќи со целата област до крајот на животот. Оттогаш областа била наречена Мариово, а турците ја викале Мариова, што во превод значи Мариина земја. Морфолошки Мариово е составено од два дела – планински и котлински дел. Планинскиот дел го сочинуваат околните планини што ја оградуваат областа. Поголемиот дел од планините е гол или обраснат со ретка и доста деградирана дабова шума, а има делови каде се наоѓаат и бујни букови и четинарски шуми на црн и белбор. Со богатството од шуми се истакнуваат планините Козјак и Ниџе. Над шумите се наоѓа бујна тревна вегетација на високопланински пасишта, кои се мощне погодни за развој на сточарството, особено овчарството. Котлинскиот дел го сочинува Мариовската котлина која се наоѓа на надморска височина на 1080 метри. Таа е доста расчленета со долините на Црна и незините притоки, кои со интензивна вертикална ерозија формирале длабоки долини во вид на клисури и кањони, со височина и до 800 метри. За време на плиоцентот таа се наоѓала под вода на некогашното езеро, кое во плеистоцентот истекло, а на дното оставило дебели наслаги од неоген материјал, од диатомејска земја, лигнит и друго. Нив ги има во атарите на селата Витолиште, Бешиште, Манастир, Старавина и Зович. Пештерата Пешна се наоѓа на 6 километри од Македонски Брод. Во пештерата се гнездат ластовици, а во неја живеат и лиѓаци. За убавината на пештерата зборува тоа што New York Times ја споредил со сцените од филмот Господарот на прстените. Напролет, кога се топат снеговите од високите планини во тој предел, на влезот од пештерата се слуша жубор на мала река, која извира од малото езерце, кое се наоѓа на крајот од пештерата. Според местното население, водата понира од селото Крапа, кое се наоѓа на повисока надморска височина, а која формира неколку езерца и водопади во најголемиот пештерски систем кај нас, за кој се претпоставува дека е долг дури 10 километри. На влезниот дел на пештерата постои средновековна тврдина и остатоци од воденица. Остатоците од тврдината во пештерата се доведуваат во врска со местноста Девини кули, која се гледа од внатрешноста на пештерата. Горниот дел од пештерата, кој е висок 30 на метри, не се карактеризира со многу сталактити, но затоа постојат прекрасни форми направени од самата карпа. Благодарение на големото окно, сончевите зраци успеваат да продрат дури и до крајот на пештерата и така ја прават достапна за прошетки.